Марковиот манастир со црквата Свети Димитрија во селото Маркова Сушица. Во фреско записот над јужната врата во внатрешноста на црквата, испишан на старословенски јазик, е забележана 1345-та како година кога црквата почнала да се зида, во времето на кралот Стефан Душан, а била целосно изградена од страна на Волкашин и неговиот син Марко во 1377 или 1378 година. Во 1830 на западниот влез на црквата Хавзи Паша додзидал правоаголен трем, боен со црвена боја. Портретите на крал Волкашин и кралот Марко се откриени за време на конзерваторските работи во 1963 и 1964. Марковиот манастир го сочинуваат повеќе згради, наредени како венец околу вратата. Во пространиот двор се наоѓа длабок бунар со ладна вода. Основата на црквата покажува форма на впишан крст во правоаголно пространство, со купола што се издига над централниот дел, носена од 4 камени столбови. Нартексот е одделен со троделен отвор од наосот, а во неговиот горен дел на покривот се наоѓа слепа калота. Внатрешноста на црквата е живописана, а истиот е распореден на повеќе зони. Во првата зона насликани се светителите во цел раст, меѓу кои на северниот зид биле насликани и ктиторите. Ликовите се доста оштетени. Втората зона ги опфаќа композициите што го илустрираат акатистот на Света Богородица, а другите зони – животот, чудата и страдањата Христови, 12 големи празници како и сцена од животот на светиот Никола и патронот на црквата Светиот Димитрий. Според едни, третата зона на живописот е работена од зографи, представници на монашките сваќања во илустрирањето на Христовиот живот. Меѓу композициите кои на реален начин покажуваат тешка човечка драма, посебно место зазема плачот на Рахела. Ако од портретите насликани на северниот зид во црквата останале само незначителни фрагменти, од десната страна во цел раст е прикажан кралот Марко, облечен во кралска облека во боја печен окер, украсена со бисери и бесценети камења. Тој во левата рака држи развиен свиток на кој е испишан текстот: Во Христа Бога благодарен крал Марко, го созидав и живописав овој божествен храм. Од другата страна над вратата, во цел раст е представен кралот Волкашин, но неговото лице и облеката се прилично оштетени. Во рацете и тој држи свиток на кој се споменува неговото име: Во Христа Бога благодарен крал Волкашин. Меѓу зградите на конаците се наоѓа старата трпезарија која има форма на еднокорабна црква со апсида на северната страна. Кога се пристапи кон конзерваторски интервенции, се потврди фактот дека петте пресликани икони се неоспорено не само хронолошки најстари, туку и во ликовен поглед најквалитетни сликарски остварувања меѓу сите денес зачувани икони во колекцијата на Марковиот манастир. Набргу се установи дека сликарот на овие икони припаѓа на редот најугледни уметници оформени во цариградските сликарски работилници од последната деценија на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век. Денес е женски манастир. Марков манастир бил еден од најзначајните културно-просветни и книжевни центри во минатото. Книгите од манастирската библиотека се буквално разграбани, а истата судбина ја доживеали голем број неуметнички предмети кои се чувале во манастирската црква. Според досегашните сознанија, ракописи по потекло од Марковиот манастир има во Државниот историски музеј во Москва, Виенската национална библиотека, Хрватската академија за наука и уметност Загреб, Српската академија на науките и уметностите, Белградската библиотека и Државната библиотека во Софија. Во почетокот на 19-тиот век овде престојувал македонскиот преродбеник, книгописецот Кирил Пејчиновиќ, кој бил игумен во Марковиот манастир од 1802 до 1818 година и каде што го создал своето дело Огледало во 1816 година. Amo esto que grato ljubav liče, što mi
pesmi. Večno geja sam.